Пониски сметки за струја и укинување на давачката пристап до мрежа. Ова би требало да биде една од првите мерки на новата влада, најавена уште пред изборите. Експертите предупредуваат дека оваа давачка е неуставна и неоправдана уште кога беше воведена. Утипарите не завршуваат во државните електрани, туку во приватна компанија. Според професорот Константин Димитров, граѓаните не плаќаат само 200 денари плюс кои беа најавени кога се донесе одлуката за новата ставка на старт на годинава, туку 12 до 14% повеќе. Бидејќи и јас сум во прва група, можам да ги информирам се дека на минатиот месец тоа учество од 200 денари е 14,5% во мојата сметка за електрична енергија. Тоа не се само 200 денари, него се 236 денари, затоа што се оптоварени со уште 18% данок за додадена вредност. Убеден сум дека цената ќе се среди на некој начин, ќе се зајакне електростопанството на Македонија. ВМРО ДПМН е во предизборната програма вети формирање на посебно министерство за енергетика кое треба да ги координира планираните сериозни вложувања во овој сектор. Меѓу плановите е модернизација на РЕК Битола и ТЕЦ Осломе, изградба на 2 когенеративни централи на газ, изградба на соларни и ветерни паркови, продолжување со гасификацијата. Покрај проектите во енергетиката со приватен инвеститор каде Македонија нема дополнителни обврски, според Димитров планот за децентрализација на финансиски средства и инвестиции во општините, за што се предвидени 250 милиони евра годишно, ќе придонеса за развој на стопанството. Со тоа ќе се ангажираат многу фирми, ќе најдат работа, ќе се задвижи производството. Јавните работи при кога преди лоша економска состојба се позитивни години, затоа што ние во Македонија можеме, знаеме, само треба да ни дадат работа. Во секторот на енергетика верувам дека ќе почнат сериозни преговори со потенцијалните испорачатели на опрема, со кои што може да се направат договори за заедничко инвестирање. Инаку, Христијан Мицкоски најави дека веќе се преговара за двестрански инвестиции, од кои едната е во енергетскиот сектор. Вредноста нова инвестиција е од 400 до 500 милиони евра, а новиот енергетски капацитет ќе произведува околу 1 терават часови електрична енергија годишно.